освојувањето на програмата за развој на планските региони за изминатата година. Центарот за развој на источни плански региони истиот извештај го подготви согласно проектите кои што беа реализирани во 2018 година, а кои што се финансирани од домашни и од меѓународни извори. При тоа би напоменала дека извештајот за спроведувањето на програмата за развој на планскиот регион е изработен во согласност и со општинските администрации, така што представува еден вид на надополнување на извештајот за работењето на Центарот за 2018 година, со тоа што се вклучени и проектите кои што општините самостојно ги спроведувале во текот на 2018 година, а кои што се во согласност и со стратешките цели определени во програмата за развој на планските региони. Во текот на 2018 година Центарот за развој на источен плански регион реализираше значен број на проекти кои што беа имплементирани со помош на вработените на Центарот, чии што број изнесува 7, од кои што 5 се на полно работно време, а 2 вработени се на вработени на проект, односно на определено работно време. Во текот на 2018 година се имплементираат и се во фаза на имплементација 4 проекти кои што се имплементирани од страна на Бирото за регион, кои што се финансирани од страна на Министерството за локална самоуправа, поточно преку програмата за равномерен регионален развој, објавена од страна на Бирото за регионален развој, кој што проект е значен да се спомене и проектот кој што се реализира во општина Делчево, а тоа е изградбата на пешички мост на река Бреганеца, чија што вредност е околу 8.200.000 денари. Со тоа што општина Делчево секако учествува и со свој процент во изградбата на овој проект. Понатаму Центарот како правен субјект аплицира не само од домашни, туку и од меѓународни извори за финансирање на проекти, како од прекограничните програми за финансирање со Република Бугарија. По првиот и во вториот повик беа аплицирани неколку проекти, за чие што аплицирање претходно Центарот доби согласност и од Советот за развој на планскиот регион. Покрај меѓународните средства за финансирање, Центарот како правен субјект има можност и обврска да аплицира на проекти кои што се распишани од страна на линиските министерства, како што е например Министерството за земјоделие и шумарство и водовстопанство, понатаму Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој и така натаму, чии што проект предлози Центарот ги испраќа до надлежните министерства, а кои што се во согласност со тоа што истите доаѓаат на предлог на самите општини. Како правен субјект исто Центарот покрај имплементацијата на проектите нуди поддршка на Советот за развој на планскиот регион со тоа што имплементира и организира седници за развој, за одржување на Советот на развој на планскиот регион со тоа што се донесуваат најразлични одлуки и се решаваат проблеми кои што се од регионално значење. Што се однесува до извештајот за спроведување на програмата на планскиот регион, веќе ви напоменав дека истиот е надополнет со проектите кои што општината сама ги спроведува, а кои што се во согласност со стратешките цели определени во програмата за развој. При тоа за општина Делчево проектите кои што ни беа доставени на писмено товарење за да бидат вклучени во овој извештај се однесуваат на повеќе стратешки цели определени во програмата, а кои што се позначени да се споменат во насока на изградба и реконструкција на патната инфраструктура, понатаму обезбедување на подобри услови во здравствените установи со тоа што се набавува медицинска опрема за здравниот дом, понатаму за креирање на една туристичка регионална понуда со поддршката од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка. Овде би ги напоменала двата проекти кои што се финансирани од истата, а кои што помагаат на општина Делчево како да добие поголем фокус на туристичката мапа, така и да овозможи и поширокото население да размислува од аспект на туризмот и самото да се вклучи во неговата реализација. Овие два проекти се однесуваат на обезбедување одржлив развој и искористување на природните ресурси во микрорегионот Пијанец Малиш. Тоа е еден проект кој што се финансира со 2.695.000 денари од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка. Овде исто би го напоменала и проектот кој што станува збор за идентификација и мапирање на природните вредности на старите вековни дрвја исто во микрорегионот Пијанец Малиш со дополнителни 1.200.000 денари. Така што во текот на 2018 година Центарот заедно со општина Делчево интензивно работеше кон спроведување на проекти кои што овозможуваат на општина Делчево да се развива, како и граѓаните да добиваат подобри услови за живот и да добиваат и туристички фокус. Секако дека
година. Оваа поддршка која што центарот ја дава не само на општина Делчево, туку и на сите општини во регионот ќе продолжи и се надеваме дека заеднички ќе работиме понатаму година и на уште поголемо реализирање на проекти и во општина Делчево како и во другите. Јас само се извинувам што се дополнам, јас ги спојав двата извештаи во еден, бидејќи во интерес на времето, а вие би можеле да ги гласате по ние поединечно ќе отвориме дискусија, колку има прашање или било што да не Потоа расправа по правото точка за нешто дневна ред, која е врска со годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источно-Планскиот регион во 2018 година со финансискиот извештај. Дај некој бар збор по правото точка за дневна ред, има прашање. Никој нема разбор, ќе заклучувам расправата и заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источно-Планскиот регион во 2018 година со финансиски извештај го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека истиот Христина Сочка 12 гласува за. Јас сум го